Сте назад во студиото 3. Ја следите утринската програма на Македонската радио телевизија. Неодамна се одбележа меѓународниот ден на руралната жена. Тоа се одбележа на 15 октомври. Пелагонискиот регион како земјоделски крај има големи предизвици за земјоделците, посебно за руралната жена. Со што се соочуваат тие, какви се нивните предизвици во производството и пласманот на храна и како се подобрува статусот на руралната жена? Ова е темата на линковското вклучување од Прилеп. Добро утро за колешката Елизабета Митерска. Добро утро, Ване, добро утро до нашите гледачи. Да, за руралната жена може постојано да се зборува и го заслужува тоа. Жената, руралната жена и земјоделките, жените кои од утро до вечер се со обврски и со производството на храна, но и со семејството, со домашното обкружување. Какви се предизвиците, со што се соочуваат? Имаме соговорничка ова утро, тоа е Марина Тошеска од невладината организација ЛАК Агролитер, но предлагам пред да ја прашаме и да ни каже за предизвиците да го слушнеме гласот на руралната жена, односно анкетата што ја направивме. Да ја слушнеме анкетата. Сем како рурална жена, земјоделка, ќе си кажам попрецизно, значи се соочуваме со големи предизвици. Пред се во земјоделието сите овие години тоа е како еден пациент што го лечеа многу доктори, но сите со погрешна дијагноза. Значи не се најде правилен начин за да се развие, туку земјоделието оди во надолна линија. Се помалку има млади луѓе да обработуваат земјата. Значи тука се и климатските промени, скапите репроматеријали, ниските откупни цени. За жал, значи земјоделецот е тој што најмалку има корист од тоа што го произведува, а најголем чар имат трговците. Значи ние од државата бараме помош во смисла да има организирано производство и да има одредени цени, да има значи претходно одредени цени за луѓето да знаат што да произведува, да не се појавува вишок на храна, за да може сето тоа да биде задоволни едните и другите. Па има тешки предизвици, има премногу работа, спрема за женски услови, така не е баш лесно, ама сепак се снаоѓаме, па очекуваме да се зголемат субвенциите, бидејќи до негде ги укинаја и поголема побарувачка. Домашно да се цени повеќе, бидејќи сега индустријата е во предност, домашно да се изоставува. Ни барајте ја после линкот. Чувавме гласот на руралната жена. Сега ја прашуваме нашата гостинка во утринската програма, Марина Тошеска. Марина, што покажуваат податоците за руралната жена, но и за земјоделка? Мислам дека во последниве години некако забележуваме напредок, мал, меѓутоа сепак значаен исчекор кој што може да мотивира и жени во иднина во делот на жени кои што стануваат носители на имоти, со тоа носители на земјоделски стопанства. Иако ако го споредиме со односот на од скупно 178.000 регистрирани земјоделски стопанства, околу 40.000 се носители жени. Меѓутоа делува онака односов песимистички, меѓутоа да може на долг рок да биде и оптимистички со тоа што голем дел жени веќе се мотивираат и со мерките на националната програма да бидат сопственици на имоти, да се регистрирани како индивидуални земјоделци. Она што е видлива реалност за сите нас, а некако невидлива статистика е можностите што ги имаат жените во руралните средини и во пристап на можности за вработување, доквалификација, преквалификација, меѓутоа и до пристап на финансиски ресурси, да бидат носители и на своји бизниси, како и предприемачки, а воедно и на вистина да можат да пристапат и до можности за финансирање со цел да го современуваат земјоделското производство. Земјоделството кај нас можеме да видиме од податоците дека последниве години некако забележуваме уназадување, односно учеството на земјоделството во бруто домашниот производ ни се намалува, а го зголемуваме увозот на храна, иако како држава може да се пофалиме со многу поволни климатски услови, сончеви денови, да имаме навистина квалитетно земјоделство. Се надевам дека националните политики повеќе ќе се фокусираат да овозможат мерки за поддршка и на жените кои што се во земјоделство, меѓутоа и на сите земјоделци и да можат да им помогнат и во делот на осовременување земјоделското производство за да може да имаат поголеми економски придобивки, но меѓутоа и во мерки за кои што ќе им помогнат за земјоделците да се справат и со климатските промени. Жените земјоделки од неплатени семејни работнички до цел ден на нива и на фарма, сепак денеска ника се невидливи, мислам дека во нашава држава се уште не го добиле местото кој што им припаѓа во општеството и она што најмногу недостасува пристапот до права.
Кога ги споменуваме правата, се уште не е решено она со породилното боледување и боледувањата за жените земјоделки. Да, веќе неколку години граѓанскиот сектор, па и во соработка со институциите, работеше на креирање на идејно решение и за промена на законската регулатива, со што на жените регистрирани како индивидуални земјоделки ќе им се обезбеди пристап до финансиска сигурност при раѓање, бременост и грижа за дете, а воедно и на сите земјоделци да им се обезбеди финансиски надомес при боледување. Земјоделството во светот е прогласена како четврта најризична професија. Самото тоа ни кажува дека ние мора да се стремиме да им обезбедиме на луѓето во земјоделството, оние што се трудат да не хранат нас и хранеле генерации пред нас, а треба да хранат идни генерации, навистина да имаат пристап и до социјална и до здравствена заштита. Сега, по минатата година, веќе ги гледавме резултатите што ги даде програмата за социјална сигурност. Меѓутоа, нас не ни треба програма и на жените земјоделки им треба пристап до право. Кога веќе беше потегнато прашањето и Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, веќе донесе документи решение дека овдека станува збор за системска дискриминација кон жените земјоделки, да не може да обезбеди пристап до еднакви права како жените работнички во другите сектори. Се надевам дека ќе имаат волја, вистинска волја политичарите и дека оваа година можеби не, меѓутоа народната година 15 октомври, меѓународниот ден руралната жена, ќе можеме ние како држава да се пофалиме дека на овие жени вклучени во земјоделскиот сектор им се обезбедени правата за пристап до финансиска сигурност за грижа за дете, бременост и мајчинство. Марина, ова е отворена тема, можеме многу да зборуваме, се надеваме дека ќе се слушне гласот на руралната жена и земјоделката. Благодарам, ја отвораме темата и секако често ќе говориме на оваа тема и да допре онаму каде што треба гласот на руралната жена и исполнување на сите права, а со тоа и поголемо задоволство и зголемување на домашното производство на храна, во кое главен би рекле, голем чинител е руралната жена земјоделката. Па не? Да, Елизабета, благодариме за линковските вклучување утрово од Прилеп. Ќе ве поздравам, тебе и колегата Филип Петрески, секако до следното видување во утринската програма. 9 часот и 19 минути, следното линковско вклучување, а и воедно последно денес од Скопје.